повеќе е јасно дека продолжува театарот кој беше сервирано на јавноста минатиот викенд. Сега продолжува вториот акт со кој се префрлува топката и одговорноста во судството, во министерството и така натаму. Едно може да се констатира дека денеска сите граѓани на Република Македонија кои верува во Македонија на иднината, кои верува во правен систем, во Македонија која ќе се заснива во правила и за Македонија во која ќе има судство и правда. Денеска се многу разочарани од оваа власт. Тоа што ние повеќе пати сме го најавиле како политичка партија, дека постои можност од ВМРО-изирано судство да се помине во СДСМ-изирано судство, денеска е повеќе од јасно и е реалност. За тоа причина бараме владата и премиерот Зоран Заев да презема одговорност и да дава оставка. Одма да се помине и да се формира експертска влада која за главна цел би имало реформите во судство да одговараат сите судии и сите чинители на правосудниот систем за сите овие скандали кои денес сме сведоци и ги гледаме. Бегството на Груевски не е првиот случај. Од прилика сите тие кои треба да одговарат за криминалот кој го направиат во минатиот период, денеска се во бегство. Случајот на Кочан, на Груевски и така натаму. Од друга страна, начинот на кој сакат да избегават од одговорност многу наликува на случаите на 27 април, кога исто така, не постапувајќи, дозволија да се случи све тоа што бевме сведоци на 27 април тука во ова собрание. За таа цел, одма треба да се отвори постапка од страна на јавното обвинителство и сите организатори за кои има информации дека има и политички чинители кои помагале во бегството на Груевски да одговарат пред правдата. Одма да се помине на формирање на експертска влада со експерти кои ќе ја вратат довербата на граѓаните и ќе ги терат процесите за евроинтеграција на државата. И заедно со председателските избори веќе е време да се оди и на предвремени парламентарни избори.